Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Министерот за земјоделие денеска во Прилеп. Тој изјави дека досега се откупени 13 милиони килограми тутун по просечна цена од 399,88 денари. Саем за вештини, вработливост и кариера. Целта на настанот беше да се добие сознание за тоа колку е важно младите да поседуваат вештини за поквалитетно вработување и градење кариера. Сеќавање. Денеска е роден бардот на македонското глумиште Илија Джувалековски. Внимателно возење поради појава на магла во котлините. Прилеп денеска се разбуди со 0 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Денеска министерот Трипуновски го посети Прилеп. Во својата изјава тој укажа дека тутунопроизводителите се задоволни од постигнатите цени. Досега се откупени 13 милиони килограми тутун по просечна цена од 399,88 денари и дека досега, согласно податоците, исплатено е околу 78% кон тутунопроизводителите. 400 денари за првата класа и дополнителни 20 денари субвенција за првата класа, што достигну од вкупна сума од 500 денари. Согласно потоците кои што ги добив од земјоделскиот инспекторат, до вчерашниот ден се откупени 13 милиони килограми тутун со просечна цена од 399,88 дени и истиот се исплаќа со тековна динамика, односно до сега согласно потоците исплатено околу 78% према тутунопроизводителите. Мислам дека со ваквата динамика за многу брзо од денеска ќе го завршиме откупот на тутун на задоволство и на компаниите и нормално на тутунопроизводителите. Нашите заложби како сојуз се одма после новогодишните празници. Значи да оствариме одма средба со министерот и со откупувачите. Со тоа да седнеме на заедничка маса и да почнеме да разговараме на рената реколта. Така да до завршувањето на откуп, 28 февруари да излеземе со конкретна цел, да видиме до кај сме втасале со договорањето и за цената, и за количините, и за начинот на понатамошно купување. Саемот за вештини, вработливост и кариера на коалиција сега им пренесе на младите колку е важно да поседуваат вештини за напредок во својата професионална кариера. На саемот беше укажано дека тоа го бараат и стопанствениците, но и занајчиите. Оваа дискусија отвори многу прашања и понуди корисни совети за младите кои се на почетокот на својата професионална патека. Никола Мариновски, председателот на регионалната стопанска комора, Кире Трпчевски, председателот на Занајчиската комора на Македонија и Гоце Бумбаровски, службеник за млади во општина Прилеп, дискутираа за важноста на вештините кај младите при вработување и градење кариера. Целта на настанот беше како да се поврзи бизнисот со младите невработени лица. Денеска 20 декември се сеќаваме на прилепчанецот Илија Джувалековски, роден во Прилеп 20 декември 1915 година, кој е еден од бардовите на македонското глумиште. Тој е театарски, филмски и телевизиски глумец, режисер и педагог. Меѓу бројните улоги одиграни на домашната и меѓународната филмска сцена се споменуваат македонскиот филм Фросина, Волчја ноќ, Туѓа земја, Мистон, а меѓу театарските улоги Чорбаджи Теодос, Сомнително лице, Малограѓани, На дното, Во агонија, Црнила и други. Внимателно возење поради појава на магла во котлините.
Автомотосојузот на Македонија известува дека сообраќајот на државните патишта се одвива тековно во зимски услови по претежно суви коловози. Постои намалена видливост поради појавата на магла од 100 до 150 метри на патните правци Скопје-Катланово и Катланово-Скопје до 100 метри и на патниот правец Македонски Брод-Кичево. Инаку, Автомотосојузот на Македонија известува дека сообраќајот на државните патишта се одвива тековно во зимски услови по претежно суви коловози. Исто така, од Автомотосојузот известуваат дека согласно одобрение за времена измена на режим на сообраќај на магистралниот пат А1 делница Фариш-Прилеп се врши санација на ударни дупки од вчера, 19 декември, се до завршувањето на градежните работи, па е потребно внимателно возење на оваа делница. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно, попладне и во текот на ноќта ќе има врнежи од дожд, а на планините и на некои од повисоките места снег. На места врнежите ќе бидат пообилни. Максималната температура во Прилеп достигна 8 степени Целзиусови. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Техничко водство Никола Димески, уредник Гордана Цветановска, продукција Радио Пела, декември 2024 година.